Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Доколку имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај глава 18 од Старозаветната книга Изреки. Во неја се запишани дел од советите што мудроста му ги нуди на младото момче, кое е запишано во нејзиното школо. Но изреките што ќе ги прочитаме денес имаат примена и за нас, и затоа ќе биде добро да обрнете внимание на тоа што ќе го зборувам. Стих 1. Тврдоглавиот се управува според своите желби и станува против се што е умно. Ако смеам да го парафразирам овој стих, би звучал вака. Човекот кој има за цел да се води според своите желби, не бира средства за да го исполни тоа што го сака. Секој човек се управува според одредени желби и амбиции, но мудроста го критикува човекот кој ги става личните желби и интереси како водилка во животот. Ако познавате личност која се води според своите интереси, знаете дека таа личност е многу себична и не се грижи за луѓето околу себе. Таквото однесување е грешно во Божите очи, бидејќи представува застранување од Божите намери и планови за нас луѓето. Поред моето разбирање на Библијата, мислам дека генерално гледано, луѓето можат да се поделат на две групи. Оние кои се духовно изгубени и се водат според личните интереси, и оние кои се духовно најдени и спасени и имаат за цел да ги застапуваат Божите интереси во овој свет. Сакам да знаете дека и помеѓу оние кои се спасени, може да се појави ваков начин на однесување. Дури и оние кои веруваат во Бог можат барем привремено да паднат во замката на телесноста и да се водат според своите желби. Затоа Библијата ни вели дека треба да бидеме внимателни и да не дозволиме себичноста да пушти корен во нашите срца. Не само тоа, туку во Библијата неколку пати сме предупредени да внимаваме на луѓето кои се однесуваат така. Ако сме често околу луѓе кои се себични и живеат безумно, се со цел да ги исполнат своите желби и интереси, можно е нивните зборови и дела да имаат штетно влијание и врз нас. Затоа, бидете внимателни и мудро одбирајте ги луѓето со кои често се гледате и дружите. Нивното однесување може да има силно влијание врз вашиот живот. Проблемот со луѓето кои се опишани во стихот кој го прочитавме е тоа што не сакаат да слушаат кога некој ќе ги укори или ќе им каже дека не се во право. Таквите имаат само една цел, а тоа е да дојдат до одредено задоволство. Во неговото послание, Јуда ги опишува со следните зборови. Тоа се луѓе што се одделуваат од единството на верата. Тие се телесни и немаат дух. Забележувате ли со какви зборови ги опишува Јуда? Тој вели дека тие луѓе се одделуваат од единството на верата. Односно, нив верата не ги интересира бидејќи знаат дека верата ќе ги осуди нивните мотиви и дела. А кога луѓето се одделуваат од верата, тие се припојуваат кон многу гревови и штетни влијанија. Затоа, крајот на оние кои живеат да си угодат себе си е многу лош. А не само тоа, туку некогаш и крајот на оние со кои доаѓаат во контакт е многу лош. Стих 2. Безумниот не сака знаење, туку само да ги изложи своите мисли. Безумните луѓе зборуваат без да размислуваат. Тие не ги филтрираат зборовите кои излегуваат од нивната уста и затоа им е тешко да кажат нешто паметно. Некој рекол, ако размислиш пред да отвориш уста, никогаш нема да мора да се извиниш за тоа што си го кажал. Продолжуваме со читање. Стих 3. Со доаѓањето на нечестниот доаѓа и презирот, а со недостојниот доаѓа и срамот. Нечестните и недостојните луѓе се причината за дел од страдањето во светот во кој живееме. За жал, овој стих е многу добар опис на некои од водачите на нашата држава. Мислам дека без проблем можеме да ги наречеме нечестни и недостојни за позицијата на која се наоѓаат. И токму поради нивните срамни дела, многу од луѓето ги презираат. Стих 4. Зборовите на човечката уста се длабоки води. Извор на мудроста, брзотечен поток. Ова е многу важно и ние како Божји деца треба да го имаме на ум, бидејќи во секој од нас пребива Светиот Дух. Токму поради Светиот Дух кој живее во нас, нашите усти можат и треба да бидат извор на мудрост.
Нам ни е дадена привилегијата да зборуваме со силата и авторитетот на Светиот Дух. Без разлика дали станува збор за ситуација во која проповедаме во црква, или некој секојдневен контекст во кој разговараме со ближните, можеме да се повикаме на мудроста која произлегува од Духот и истата ќе извира од нашите усни. Стих 5. Не е добро да бидеш лицемерен кон безбожниот, за да го собориш праведниот во судот. Немојте да правите компромис со злите и безбожни луѓе со цел да му наштетите на праведниот. Ова предупредување треба да го прочитаат и да го применуваат сите луѓе, но особено оние кои работат во правосудниот систем. Поради мито и корупција, тие често се во искушение да застанат на страна на злите луѓе, а тоа да го прават на сметка на праведните. Но Бог нема да го остави таквиот греф неказнет, по тоа можете да бидете сигурни. Последните 3 стихови, темата повторно се однесува на безумните луѓе. Слушнете што вели мудроста за нив. Стихови 6 до 8. Устата на безумниот води кон кавга, а зборовите негови предизвикуваат тепачка. Јазикот на безумниот е погибел за него, а устните негови се стапица за душата негова. Зборовите на клеветникот се како сладки, и тие влегуваат внатре во утробата. Како можете да препознаете дали некој е безумен? Ако неговите зборови се поттик за кавги, и ако со тоа што го кажува предизвиква проблеми, можете да бидете сигурни дека таа личност се однесува безумно. Но во стих 8 читаме и за клеветникот, односно оној кој сака да ги клевети и оговара другите луѓе. Забележите како мудроста вели дека неговите зборови се како сладки и влегуваат внатре во утробата. Знаете што значи тоа? Значи дека ако не сте внимателни, зборовите на клеветникот можат да навлезат длабоко во вас и однатре да ве трујат. Ајде да продолжиме со читање. Во стих 10 имаме навистина прекрасно ветување кое ни е дадено од Бог. Ова е еден од моите омилени стихови во книгата Изреки. Името на Господ е цврста кула. Ако во неја побегне праведник, безбеден е. Името на Господ е Исус Христос. Тоа е нашето спасение. Пред да се отелотвори на овој свет, ангелот и рече на мајка му Марија да го нарече Исус, бидејќи тој ќе го спаси својот народ од гревовите. А наречен е и Христос, бидејќи тој е помазаниот, односно назначениот спасител на светот. Господ Исус Христос е цврста кула. Ако во неја побегне праведник, безбеден е. Тој вети дека никој нема да може да не украде, ако сме во неговите раце. Стих 11. Имотот на богат човек е како тврдина, и во мислите му е како висока ограда. Мислам дека првичното значење на овие стихови се однесува на материјалното богатство. Сетете се дека во Стариот Завет Бог им вети на израелците дека и материјално ќе ги благослови доколку му бидат послушни. Нам христијаните не ни е дадено ветување за материјално изобилство, но Бог ни ветил дека ќе се грижи за нашите материјални потреби, а и ќе не благослови со духовно изобилие. Така што, од таа перспектива можеме да кажеме дека духовните благослови кои ги добиваме од Господ Исус Христос преку Светиот Дух се како тврдина за нас денес. И навистина, тоа можам да го посведочам од лично искуство, а и предпоставувам некои од вас можат да го потврдат. Кога во животот ќе се соочите со некоја тешка ситуација, духовниот благослов наречен Божи мир е од исклучителна важност и е како тврдина, поради која непријателот, односно сатаната, не може да навлезе длабоко во вашите срца и да сее невера и разочарување. За дел од христијаните, проблемот е во тоа што не им е јасно какви духовни благослови им се достапни поради верата во Христос. Тие или не слушнале за сите Божи ветувања кои им се дадени на спасените, или читаат одредени стихови во Библијата, а сепак не се свесни што се им е достапно поради жртвата и воскресението на Господ Исус Христос. Мислам дека нема да сгрешам ако предпоставам дека и некои од вас се наоѓаат во таква состојба. Првото нешто што би ви го препорачал е редовно да ја читате Библијата, бидејќи само така ќе дознаете какви духовни благослови ви се достапни преку верата во Христос. Ако веќе ја читате Библијата и има некои делови кои не ги разбирате, побарајте мудрост од Бог. Кажете му дека текстот кој го читате не ви е јасен. Барајте објаснување од него.
Сигурен сум дека тој ќе најде решение за проблемот или директно ќе ви открие, или преку некој друг. Стих 13. Кој дава одговор пред да ислуша, безумен е. Тоа е срам за него. Некои луѓе слушаат одредени гласини и врз основа на нив носат заклучок за другите. Тоа е голема грешка и стихот кој го прочитавме таквите ги нарекува безумни. Никогаш немојте да носите заклучок за одредена личност или ситуација, без притоа да се обидете да разговарате со таа личност или со луѓето кои се вмешани во таа одредена ситуација. Стих 14. Духот на човекот го подкрепува во немоќ, а скршен дух, кој може да подкрепи? Ако скршите нога, тоа сигурно многу ќе ве боли, но со тек на време ќе ви помине. Но ако имате скршен дух, тоа многу тешко поминува. Само Бог може да ги подкрепи и охрабри оние кои имаат скршен дух. Во книгата Неемија читаме за моментот кога евреите го изградиат зидот околу градот Ерусалим. За време на церемонијалното отварање, тие го слушнаа Божиот збор, сфатија дека се многу грешни и почнаа да плачат. Неемија знаеше дека народот беше со скршен дух и затоа им рече: немојте да тагувате. Радоста Господова е ваша сила. Тоа е важно да го имате на ум. Ако моментално тагувате и ви е тешко поради некоја животна ситуација, не заборавајте дека радоста Господова може да биде вашата сила. Подарокот што го дава човекот, му отвара пати до големците го доведува. Ова е еден од поинтересните стихови во Изреки, од проста причина што во истата книга има друг стих кој изгледа дека пренесува сосема спротивна порака. Оние кои сакаат да ја критикуваат доследноста на Библијата, често ги користат овие стихови, сакајќи да докажат дека и во самата Библија има противречности. Во Изреки 25:14 пишува: како облаците и ветровите без дожд, таков е човекот кој се фали со лажливи подароци. Предпоставувам го забележавте контрастот помеѓу двата стиха. Но во оваа епизода нема да дадам објаснување, бидејќи ќе го направам тоа во некоја од наредните. Само сакав да го нагласам, за да не испадне дека се обидувам да ја избегнам наводната противречност која е присутна во овие два стиха што ги спомнав. Ќе прескокнам неколку стихови и ќе го прочитам стих 21. Смртта и животот му се подчинети на јазикот, и оние што го владеат, ќе вкусат од плодовите негови. Смртта и животот му се подчинети на јазикот. Колку моќна изјава! Знаете што значи ова за нас денес како христијани? Дека преку проповедањето и споделувањето на Евангелието, ние можеме да им дадеме живот на другите. Самите ние не сме извор на тој живот, но сепак сме инструменти преку кои Бог го носи неговиот живот кај другите. Најопасното оружје на светот не е нуклеарната бомба, туку јазикот. Тој може да им донесе смрт или може да им донесе живот на другите. На нас останува да одлучиме што сакаме да им дадеме на другите преку зборовите кои излегуваат од нашите усти. Забележете што пишува во стих 22. Кој нашол жена, нашол среќа и добил благодат од Господ. Морам да признаам дека редоследот на последните два стиха кои ги прочитавме ми е навистина смешен. Од една страна, читаме за тоа дека смртта и животот му се подчинети на јазикот, а од друга страна читаме дека оној кој нашол добра жена, добил благодат од Бог. Знаете, има некои мажи чии жени не се добри и мислам дека таквите многу се каат за одлуката да стапат во брак со нив. Човек кој не нашол добра жена сигурно се кае за тоа што во минатото клекнал пред неа и ја побарал за жена. Правејќи го тоа, тој се донал смрт со своите зборови. Пред некое време слушнав анегдота што сакам да ја споделам со вас. Некој млад човек решил да ја запроси неговата девојка и таа прифатила. Веднаш потоа, таа почнала да зборува без престан. На гласа размислувала за тоа каде треба да шетаат, колкава треба да биде нивната куќа, какво возило треба да имаат и слично. Поминало некое време и девојката забележала дека нејзиниот вереник молчи. Па затоа го прашала: зошто не кажеш нешто? На што тој одговорил: мислам дека денес кажав повеќе од доволно. Патем, кога веќе зборуваме за пронаоѓањето на добра жена, морам да ја спомнам мојата сопруга која е вистински благослов за мене, а и за луѓето околу неа. Одлуката да ја побарам за жена
беше една од најдобрите во животот. Ке го прочитам и последниот стих. Кој сака да има пријатели, и сам треба да биде дружелюбив, зашто има пријатели поприврзани од брат. Сакате да имате пријатели? Треба да бидете добар пријател за да ги најдете и задржите. Има пријатели поприврзани од брат. Тоа е навистина така. Има еден кој е поприврзан од брат и неговото име е Исус Христос. Тој рече, ако ги пазите моите заповеди, вие сте мои пријатели. Денес има голем број христијани на Западот кои го нарекуваат Исус свој пријател. Тоа звучи убаво, но тој може да биде пријател само со оние што ги исполнуваат неговите заповеди. Ако живеете според неговите зборови, можете да го наречете пријател. Ако не сте му послушни, немате право да го нарекувате така. Бог ќе биде наш пријател само доколку првично го прифатиме како наш спасител. Тој толку многу не сака, што умре за да ја плати казната за нашите гревови. Бог вели, никогаш нема да те запоравам, ниту напуштам. Јас сум со вас секогаш. И ни вети дека еден ден ќе дојде по нас, за да не земе да бидеме таму каде што е тој. Тоа се прекрасни ветувања кои се извор на сила и утеха во време на неволја. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.